19 јуни 2026, добра вечер во Дневникот на КТВ. Се реализираат интензивни градежни активности за изградба на кружниот тек кај Лидл во Кавадарци. Увид во градежните работи извршија градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Совет доктор Стојан Чорамов. Денеска е увид на работењето на градежната фирма на кружниот тек со сообраќајниците. Кружен тек на Северен булевар, кој што токму ќе биде на кружно стартување и за Лидл, кој што воедно како компанија и донатор на проектот и донатор на целокупната изведбена ситуација со над 600.000 евра вредност, така да една сериозна инфраструктура која што по самиот проект ги покрива и атмосферска канализација, колекторскиот систем, комплетно проширување од двете сообраќајни ленти со помошна лента за исклучување и завлегување на булеварот. Исто така комплетно осветлување и урбано зеленило кој ќе биде средено во самиот кружен тек. Овде очекуваме во едно време попуштањето на работа на Лидл, пуштање на работа на молот и на останалите објекти како биопазарот, младински и пионерски, да биде една од најфреквентните и најпостојаните локации во општина Кавадарци. Така да, ако пред 5 години ова беше едно напуштено место и перифериско место на општина Кавадарци со куп депонии, со куп шут, денеска изгледа на едно градилиште сериозно, а од сега за 4 до 5 месеци ќе биде една сериозна урбана средина, каде што ќе може достоинствено и луѓето и жителите на општина Кавадарци, меѓутоа и поширок од регионот, да пазарат токму во овие брендови Лидл, молот, биопазарот и се друго што преостанува и кој ќе биде во функција на општина Кавадарци, како град се впишуваме на една листа каде што ги имаме нашите светски и регионални брендови во територијата на општина Кавадарци. Моето излагање денеска ќе го почнам од една информација за нашите жители на општина Кавадарци, тоа е дека во мандатот на градоначалникот Митко Јанчев 9-та година ова е 9-ти кружен тек и една информација до јавноста, уште 2 кружни тека се планираат во тековната 2026-2027 да се проектираат и да се изработат. Тоа е на спојот на Велјко Влаховиќ, горе кај на новата улица, на новиот булевар, што општина Кавадарци, тоа е последниот каде што се пушти, и уште еден кружен тек, тоа е на Мак Петрол, така да сметам дека општина Кавадарци е примерна општина која прилично многу вложи во безбедноста на самиот сообраќај, затоа што се покажа дека кружните текови и како овозможија прво поголема сигурност за самите возачи, поголема сигурност и за пешачите кои се на тие булевари кои ги спојуваат, потоа поголема динамика на самото движење и тоа е патоказ дека и голем дел на општините кои се надвор од општина Кавадарци кои гравитираат и во нашата држава, токму тие булеварски решенија со кружни текови сега ги применуваат. За информација на јавноста, овој кружен тек на Лидл е 4 пати поголем по инвестиција од последниот кружен тек. Тоа беше од унгарскиот заем од првиот повик на влада и тој е више во функција. Тоа е кружниот тек на нашиот еден од трите влеза према Росоман. Значи по површина овој ќе биде 4 пати поголем и под сума околу 4 до 5 пати ќе биде сигурно поголем во однос на тој на влезот на Кавадарци према Росоман. Благодет на овој кружен тек е тоа што го спојува новиот дел на општина Кавадарци, модерното, урбаното, европското, каде што за некоја година ќе профункционира до година, здравје Боже, се најавено е Лидл, потоа нашиот мол Литл Америка, потоа од другата страна се надевам дека многу брзо ќе почне со изградба на Веро, така да овој дел од Кавадарци за едно 4 до 5 години ќе биде новото во општина Кавадарци. И се надевам дека овој кружен тек и како ќе овозможи пред се за разубавување, за зголемување на безбедноста на самите возачи и воедно поголема динамика и поголема брзина на проток на возила. Се надевам дека нашите кавадарчини во овој дел на градот, посебно би ги апелирал да бидат стрпливи во
тековниот период, затоа што и сега имаме на Северен булевар одредено застој на сообраќајот заради изведба на самиот кружен тек. Би апелирал за страпление, за да се во наредниот период да се изработи, затоа што при изведување самите градежни активности за побрзи поголема динамика на самиот кружен тек, во одреден дел од ова 2026 година ќе имаме застој на предсе на Северен булевар. Во наредниот период имаме поделена една лента од Никола Минчев, така да се во интерес на динамиката за побрза изработка на овој кружен тек би апелирал за страпление. Меѓутоа, верувајте дека иднината и времето работи за нас. Токму во тој правец функционираме совет, градоначалник, локална администрација и пред се општествено одговорни компании, затоа што да не забораваме дека ова е лично приватна инвестиција на Lidl и се надевам дека општествено одговорните компании, посебно во овој дел на Кавадарци, вложуваат за разобувување и за гордост на нашето Кавадарци. Денеска во Кавадарци беа одбележани 113 години од Тиквешкото востание, прв организиран масовен народен вооружен отпор против српската власт, која што ја окупирала Вардарска Македонија по повлекувањето на турските сили по Првата Балканска војна. Востанието започнало на 19 јуни 1913 година во Тиквешијата и траело 7 дена. За време на борбите кои што ги водеше српската војска на територијата на денешна Република Македонија, за разлика од многу други градови, во Кавадарци муслиманското население, намерно го потребувам терминот муслиманско, а не турско, бидејќи имаше многу исламизирани македонци во Тиквешијата, станало свесно дека османлиската власт ќе заврши и не правело дејанија како во другите места. Напротив, во градот е формирана одредена управа пред да дојдат српските војски. Кога србите доаѓаат во Кавадарци, народот ги дочекува со раки, како ослободители. Меѓутоа, многу брзо станува свесни за нешто што не можеле да го знаат, за нешто што го има во белградска политика, каде што било јасно накажано дека таму каде што е пролеана крвта на српскиот војник, тоа ќе биде Србија. Многу брзо по доаѓањето на српската војска, на 8, 9, 10 ноември, кавадаречкиот архиерејски наместник, свештеникот Глигор Разаров и учителот Атанасов биле во служба посета по селата. Меѓутоа биле задржани од српските војници и малтретирани. Веќе станало јасно дека новата власт нема намера да се повлече, ниту пак да дозволи некаква автономија на Македонија. Во црквите било наредено да се пее на српски јазик, не на народниот јазик. Кога станува збор за затворање на училиштата во Тиквешкиот регион, треба да се забележи дека овој потек на српските власти бил проследен и со масовно апсење на учителите. Учителите биле домашни од Тиквешијата. Па така били уапсени наставниците, мора да ги запаметиме, Ристо Михов, Ѓоше Бадев, Борис Минчев, како и други учители. Во јануари во Кавадарци пристигнал Петко Пенчев, кој заедно со Алексо Мартулков. Својот престој во центарот на Тиквешијата, Пенчев го искористил за да одржи една средба во куќата на Јован Чешкартов со видни членови на организацијата за да се договорат како понатаму. Во рамките на организирањето на востанието и надминување на разликите, голема улога имал Мишо Шкартов, кој бил голем авторитет во Тиквешијата. Решението за восстание било донесено во селото Бегниште, каде што било организиран состанок од 28 до 30 мај 1913 година. Секако ова се однесува на македонското православно население. Соборот го отворил Дончо Лазаров, кој одржал доста емотивен и возбудлив говор, во кој меѓу другото нагласил: браќа, нашата револуционерна борба се води цели 20 години. И кога дојде крајот на турската тиранија, нам ни се сервира друга, пострашна, би рекол двојна тиранија. Велам двојна тиранија,
затоа што како што гледате, србите не ги затвори училиштата, додека турците не оставија слободно да се развиваме. Овие зборови на Лазаров најверојатно се под големо влијание на силното разочарување над населението од српската управа. Поранешниот владател, против кого се борел, во неговите очи бил малку подобар од новиот владател, против кого допрва ќе се бори. По неговиот говор за збор се јавили попотот Бегдиште, Илија, па следел Трајко Клинчаров и повратникот од фронтот печаталџа Димитар Диме Пинџуров, таткото на народниот херој Страшо Пинџур. Во сите говори превладувала решителноста да се започне борба против српската окупација на Тиквешијата. Така било донесено решение за започнување на востанието во Тиквеш против новата власт. Јуни бил одбран како месец кога ќе започнат востаничките акции. За сигнал на почетокот на акциите било решено да се палат огнови во селата. Според спомените на Благој Видов, агитационата чета се вратила во селото Вадаша, каде што воспоставила врска со револуционерниот штаб. Витов пишува дека на 2 јуни во Кавадарци пристигнало соопштение дека четите на Чакаларов, Ѓаконов, Спространов, Чаулев, Карафилов и Јурулков влегле во Тиквешијата. Во Ваташа, каде била агитационата чета, според одредени податоци се собрале околу 300 вооружени востаници. На 12 јуни во ова тиквешко во село било објавено востанието против српската власт. Востанието во Ваташа било кренато под знамето изработено во 1903 година и кое грижливо било чувано после Илинденското востание. Меѓутоа востаниците храбро се бореле и давале херојски отпор. Некои од српските војници ја заробиле краткотрено Наца Пинџурова, мајката на Димитар Диме Пинџуров, која отворено им кажала и ја малтретирала, ја мачала. Абре, синко, не знам каде е син ми, па и да го знам, прилега ли на мајка да го предаде синот на душманите. Меѓутоа, српските сили започнуваат да се повлекуваат од Кавадарци, бидејќи не можат да го издржат налетот на востанието. Тоа предизвикува воодушевување кај населението и секако зголемување на бројката на востаници. Напуштањето на српските сили на Кавадарци значило потреба од една управа која би се грижала за ред во градот. Во градот била создадена управа од тројца члена. Свештеникот Михаил Михаилевски, извесен Хаджи Васел и Јован Чешкартов, а помошници станале Јован Чедулев, Хаджи Лазо и Петруш Шошев. Несомнено, ке многумина во Тиквешијата имало желба за изравнување на сметките со представниците на српските власти, огорчени од нивното однесување во претходниот период. По ослободувањето на Кавадарци и Неготино, востаниците исто така успеле да воспостават контрола и врз голем дел од селата во Тиквешијата. Па така биле ослободени најголем дел од Тиквешијата, кои се наоѓале на десната страна на реката Вардар, од селото Паликура на север до Демир Капија на југ, како и од Криволак на исток до Мрзен Оравовец на југозапад. Сепак, треба да се напомене дека српските сили се повлекле кај устието на Црна река во Вардар. Тука се утврдиле и востаниците кои очигледно немале доволно обука, но и оружје, не располагале со топови, со митролези кои што се помасовно се употребувале во војните дејства, морале да застанат. Се водела повеќе дневна рововска битка. Востаниците, како и во 1903 имале некое лажно ветување од истокот. Дека ако успеете, ние ќе дојдеме, меѓутоа таа помош како 1903 не дошла. Српските сили започнале голема контраофанзива и заедно со паравојните формации на Василije Трбич, Јован Бабунски, поранешен член на организацијата, Јован Долгачот, исто така поранешен член на организацијата, и водачот на муслиманските башибозуци
новите сојузници, Јаја Ага започнале да ги напаѓаат во станицките позиции. Тие при настапувањето вршеле жесток терор врз населението. Во ова особено се истакнале луѓето на Јаја Ага, кои го запалиле селото Шивец, каде извршили масакар врз неборечкото население. Во тие моменти, четите на ВМРО добиле наредба да се повлечат со цел да има што помалку загуби. Па така четите на Чернопеев и Зографов се повлекле кон Радовиш, додека четите на Чаулев, Ѓурулков и Христов започнале да се повлекуваат кон Прилеп, Битол и Охрид, каде што ќе има други востанија. Во станиците мора да забележиме, иако не добиле помош која очекувале, сепак не можеле да го остават населението во Кавадарци и Неготино без можност за повлекување. Па така Пано Измирлиев раководел со одбраната на Неготино се додека не се повлече поголемиот дел од неговите жители. Меѓутоа, сите жители на ова македонско место не успеле да побегнат и станале жртви на Јаја Ага. Во Кавадарци, по станиците жестоко ги бранеле приодите кон градот, со цел најголемиот дел од цивилното население да се повлече. Во станиците 2 дена го бранеле градот, меѓутоа отпорот бил скршен и вечерта на 26 јуни српските сили го освоиле Кавадарци. Репресалиите врз населението што не успело да се повлече во планините биле огромни. За жртвите постојат многу извори. Се смета дека над 1000 луѓе биле убиени во Тиквешијата, што е огромен број за тој период, а и за денес. Теророт бил жесток, но морал да престане. Секоја битка, секоја војна завршува со амнестија. Српските власти можеби не биле волни да дадат амнестија, меѓутоа морале, бидејќи Тиквешијата скоро била испразната. Тие ќе дозволат населението да се врати, но процесот на асимилација ќе започне жестоко и ќе трае до 1915, подоцна ќе биде заменет со еден друг процес и се така до 1944 година. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, доктор Тони Нешковски и градоначалникот Митко Јанчев денеска остварија пријателска кафе средба на која разговараа за предстојните активности, идните планови и предизвиците што следуваат, информираат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Во духот на единството, сплотеноста и заедничката визија за развој на Кавадарци беше потврдена определбата за понатамошна посветена работа во интерес на граѓаните и напредокот на општината, додаваат од Кавадаречкиот комитет на партијата. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева и директорката на Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино Елена Стојанова извршија увид во градежни активности кои се реализираат во училиштето, а се во рамките на проектот со кој се аплицираше до Министерството за образование и наука. Станува збор за реконструкција на кров на училишната спортска сала и трите училници и тоалетите за првачињата со фази поставување архитектура и електротехника до комплетно завршување на проектот и добивање на очекуваните бенефиции. Финансиските средства потребни за реализација на проектот се обезбедени од Министерството за финансии, од Владата на Република Македонија и од Светска банка. Работите се одвиваат според однапред утврдената динамика, информира градоначалничката Нацева. Мицкоски сака предвремени избори, но нема алиби од опозицијата, порачуваат од СДСМ. Не, ние нема да му бидеме алиби на примерот за предвремени избори. Ние кажавме, избори ќе има кога ќе снема пари. А пари има се помалку. И оттаму мислиме дека примерот така ќе прави стратегијата за закажување на следните избори. Едноставно нема да има пари да издржи оваа влада до 28 година. Ние не сме алиби за тоа. Да не бега и да не бара некаков изговор. Кога ќе снема пари, тогаш ќе иде човек од избори. Што друго?
Бројките потврдуваат близу 17.000 повеќе вработени лица и намалена невработеност, велат од владеачката ВМРО ДПМН. Официјалните податоци за пазарот на трудот потврдуваат дека економските политики на владата, предводена од ВМРО ДПМН, даваат конкретни и мерливи резултати. Во првото тримесечје од 2026 година во Македонија има 707.385 вработени лица, наспроти 691.736 вработени во второто тримесечје од 2024 година. Тоа значи дека денеска во Македонија има близу 17.000 повеќе вработени лица. Истовремено, стапката на невработеност е намалена од 12,5 на 11,3%, додека пак стапката на вработеност е зголемена од 45,6 на 46,5%. Ова не се политички процени, туку официјални податоци од Државниот завод за статистика. Бројките јасно покажуваат дека Македонија се движи во позитивна насока. Се зголемува бројот на вработени, се намалува невработеноста и се создаваат нови можности за младите, за невработените лица и за сите граѓани што сакаат да започнат сопствен бизнис. Овие резултати не се случајни. Тие се поддржани со активни политики на пазарот на трудот, со конкретна поддршка на домашните компании, со привлекување на нови инвестиции и со мерки насочени кон отварање одржливи работни места. Оперативниот план за вработување за 2026 година е вреден речиси 40 милиони евра и предвидува опфат на повеќе од 10.000 лица. Од вкупниот износ, повеќе од 32 милиони евра се директно наменети за мерки за создавање нови работни места. Посебен акцент е ставен на младите. Со оперативниот план е предвидено вклучување на речиси 6.000 лица до 29 години. За околу 3.500 млади лица до 23 години, вработени во производствените капацитети, е предвиден младински додаток во износ од 3.000 денари. Преку обуки, практиканства, преквалификации и мерки за стекнување на нови вештини, младите ќе добијат поголеми можности за полесно вклучување на пазарот на трудот и стекнување на квалификации кои што ги бара македонската економија. Преку мерката за самовработување и предприемништво се очекува отварање на повеќе од 2000 работни места. Преку мерката за поддршка за креирање нови работни места треба да бидат опфатени уште повеќе од 1500 лица. Само преку овие две мерки се обезбедува директна поддршка за повеќе од 3500 нови вработувања. Позитивните резултати дадоа и мерките спроведени во 2025 година. Преку програмата за самовработување со грант беа поддржани повеќе од 2600 лица, од кои речиси 1500 беа млади до 29 години. Како резултат на оваа поддршка беа отворени од околу 2200 нови деловни субјекти. Тоа значи дека државата не обезбедува само привремена помош, туку создава услови граѓаните да основаат сопствени бизниси, да создадат работно место за себе, а во иднина да вработуваат и други лица. Нашата цел не е само статистичко намалување на невработеноста. Нашата цел е создавање одржливи, продуктивни и подобро платени работни места. Затоа продолжуваме со поддршка на младите, долгорочно невработените, жените, лицата што потешко се вклучуваат во пазарот на трудот, домашните компании и малите и средните предпријатија. Продолжуваме со поддршка на предприемништвото, стекнување практични вештини и подобро поврзување на образованието со реалните потреби на компаниите. Не велиме дека сите проблеми се решени. Потребни се уште работа, инвестиции и реформи. Но денес имаме јасни показатели дека превземените мерки даваат резултати. Синоќа во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци беше отворена мултимедијалната изложба насловена Оган на академската уметница Бојана Артиновска. Нејзиниот препознатлив ликовен израз ја истражува моќта на бојата, светлината и енергијата. Вечерва сме ответ на отворањето на изложбата Оган од Бојана Артиновска. Јас сега накратко ќе кажам некои биографски податоци за Бојана. Бојана е визуелна уметница родена во Велес, а живее и работи во Битола. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје на одсек слекарство и сценографија. Како слободен уметник од 2000 до 2003 година работи во САД, кој што активно твори на македонската уметничка сцена.
Таа е член на трите национални здруженија на ликовни уметници, ДЛУФ и ГЛУМ, а има и долгогодишно искуство во сликарството, сценографијата, дизајнот и театарската визуализација. Соработува со НЦК Вајко Цепенков и со повеќе театарски активници на проекти поврзани со сценографија, костимографија и шминка. Артиновска има реализирано бројни крупни настапи и 9 самостојни изложби, меѓу кои Вомеле 2008, Гозба 2011, Терепек 2020, Позадини 2024, Земја 2022, Вода 2023-2024 и Парчиња живот 2024. Добитничка е на наградата за најдобра сценографија на фестивалот Репа Саш во Србија 2010, а и наградата 4 ноември на ГЛУБ 2022. Во својата работа користи техники на боја, текстура, експериментални слоеви, а паралелно е активна како инструктор по јога. Ви благодарам што дојдовте, што ќе присуствувате на овој малку перформанс кој што го планирав за вечерва. И неколку последно време се трудам да бидат на некој начин интерактивни изложбите што ги отворам. Со тоа што ќе видите како сликам, на кој начин го представувам на платното, мислам дека ќе биде интересно, ако не ви слободно може да се измамините, значи нема да ве присилувам да останете тука добри, не знам колку време ќе сликам. Али да, ова ќе биде дел од оганот исто, уште сум во таа фаза на тој циклус на сликање, уште го истражувам. Како што слушнавте, имав земја, вода, ова е оганот. Елемент што го истражував повеќе од година дена и така, преку него се соочив со собствената страв, поточно, и работев на својата храброст. И еве сум пред вас, храбра и отворена. Македонија и во наредната сезона во машките европски купови може да има 6 представници, каков што беше случајот и лани. По Вардар, Еврофарм Пелистер, Охрид Бутел Скопје и тимот од Автокоманда, Тиквеш од Кавадарци исто така се пријави за Европа. Кавадарчани побараа вајлд карта за третото по ранг Европско клупско надпреварување ЕХФ Европскиот куп. Македонија според ранкингот има 1 тим во Лигата на Европа и 3 во ЕХФ Европскиот куп, но со освојувањето на трофејот на Охрид нашата држава доби уште едно место. Вардар побара вајлд карта за Лигата на шампионите, а Еврофарм Пелистер апгрейд за Лигата на Европа, додека Охрид исто така бара апгрейд и треба да го добие со оглед на тоа што го освои трофејот во ЕХФ Европскиот куп и скрои состав за Лига на Европа. Тимот од Автокоманда и Бутел Скопје се сигурни во ЕХФ Европскиот куп, а вајлд карта треба да добие и Тиквеш, бидејќи многу веројатно, исто како и лани, нема да се пријават сите екипи од другите држави што имаат право. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата во интервал од 17 до 33 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.